Од пристојна неколку годишна дистанца, сосема јасно може да се разберат причините за огромната леснотија и комоција. Големата смелост и решителност при употребата на паралелите со некои други при формулирањето на состојбата. Со бегање, проблемите не се решаваат. Стилот на моето живење и на население не е бегање. Односно, сакам да ви кажам, јас никогаш нема да победам. Доколку вас пресуда ја потврди апелацијниот суд, тоа ќе го решам со извршување на казна. Никако со бегање. Храброста е стил на живење, но само на оние кои што однапред се подготвени да ја преземат одговорноста. Таа е лажна и инсценирана, тогаш кога кавички се потпира на мрежа која била ставена во нејзина функција. Па наместо главата на судијата кој во фиока го чуваше неговиот предмет, ќе падне нечија друга. Кој е зарезервирана председателка на Весна Дамев да крене расправа? И јас на вистина не знам овој епилог како ќе заврши, освен што одредени лица од политиката ќе бидат и текако задоволни. Причина за сето ова е постапката за разрешување на судијата Енвер Беџети од апелација. Познат по тоа дека 9 месеци го држал предметот против Сашо Мијалков, Таргет тврдина. Се разбира, за да не биде безич, судијата наместо да се збогува со правораздавањето од и прашина му фатил случајот на случаите. 6 месеци по 20% му биле кратени од платата. И за тоа има рационално објаснување. Му било сефте. Морам да го истакнем и тоа дека овој судија претходно не бил казнет и ова е прва казна, односно дисциплинска одговорност во делот на тоа негово постапување. Но целиот тој сплет на лукавство во кој на директен начин се терала под бишега со системот, устроен за мокници, а не за граѓаните. Неизбежналка е политиката. Особено таа, која толку долго го везела тој синџир со што се сметала дека е недопирлива, а вината лесно можела да ја трансферира на поголемите браќа. Ако имало било каква корупција, олигархијата вие правите кампања за ке не срушија, ке не растурија од 2001 година до денес, затоа што они го контролираат и судството и обвинителството и никогаш момент. Судството и обвинителството денеска е тезата да го контролираат дои. Во судски совет има 4 албанци, ако не се лажам 11 македонци. Како е можно да кажете? Нешто е можно со малку, а нешто со малку повеќе пари. Свеста во јавноста за насоката кон која се оди беше и повеќе од предупредувачка. Но само за оние кои имаа слух и разбирање. Господине Груби, малку забегавте. Се да ви објаснам. Ја мислам дека треба да се извиниш. Еве ви се извинувам, не знам зашто, ама еве ви се извинувам како затоа што забега, затоа. Па вие забегавте. И на крајот, уште една од епските епизоди кои на површина ги изнесуваат длабоките семејни недоразбирања и неверства. Овие децата на Сашо Мијалков, па тие ви се татковци? Па вие се крстете на Никола и на Саша? Па вие сте се плашени да го гледате во очи? Добро е што има кој да им погледне во очи. Не само ним, туку и на сите која заробија државата. Оти кога ниту тие, ниту оние од другиот политички табор не успеваат, тогаш од маздата е сервира некој друг. И таа, како и секогаш, е како време. Ладна.